Владата во Србија ги презела првите организирани акции за пропагандно влијание во Македонија во 60-тите години на 19-тиот век, кога со преродбенското движење се актуализира македонското културно, национално и црковно политичко прашање. Тие и такви акции биле предвидени со долгорочната проекција на големодржавната политика формулирана во 1844 година од министерот Илија Гарашан и новопрограмскиот документ Начертание, за да се направи пробив во мај 1861 година. Со кој што се објави, така че, големодржавната политика на Србија, која што требаше долгорочно да се води и да се реализира во зависност од констелацијата на Балканот и воопшто со односот на силите. Гарашанин предложил со подкуп да придобиваат влијателни личности во Македонија. Со владата на Грција воделе тајни преговори и договарале усогласено дејствување за создавање на сфери на српско и на грчко влијание во Македонија. Се предвидувало српските агенти да дејствуваат до линијата Елбасан, Охрид, Прилеп, Велес, Штип, Кратово, Џумаја до планината Балкан, а грчките агенти јужно од таа линија со градовите Берат, Горица, Битола, Демиркапија, Радовиш, Разлог до планината Балкан. Во 1867 година двете страни заклучиле договор за сојуз. Во 1868 година воена конвенција со која ги одредиле силите за војна за завладување и поделба на Македонија и преостанатите балкански владенија на османлиската држава. Меѓутоа, бејќи и така сојузени, тие сепак немаат доволно потенцијал за реализираната акција, затоа се определија дека ќе треба да се покренат, да се кренат на восстанија сите христијански народи на Балканот и така да се искористи нивната сила заедно со здружените армијски сили да може да се смета на успех во војната со османлиска држава. Меѓутоа, промените што се случува, и након потоа набрзо кон тој сојуз се приклучи Црна Гора и Романија и така тој е така наречен прв Балкански сојуз. Во 1877 година, за време на руско-српската османлиска војна, српската влада побарала од врховната команда на руските армијски сили Русија да и признае на Србија територијално проширување во северниот дел на Македонија со Скопје. На ново именуваниот руски амбасадор во Истанбул, кнезот Лобанов, му била предадена карта со јужна граница на српското кнежество до под Долни Дебар, Прилеп, на исток до реката Места. На истата карта под име Стара Србија. При тоа, како српска, била вклучена цела Македонија до под реката Бистрица, Солун со целиот морски брег до утоката на реката Струма. На крајниот југ на Балканот, на Пелопонез, во март 1821 година, избило уште едно востание. Така започнала грчката борба за независност. За разлика од настаните во Србија, грчкото востание предизвикало голем одглас во Европа. Додека за србите и нивната борба постоел мал интерес, грчката борба за независност мобилизирала голем дел од европската интелектуална елита. Филелинизмот, кој се појавил во Европа во 19-тиот век, ги донел резултатите. Неколку стотици доброволци од Европа заминале да се борат рамо до рамо со грчките востаници. Низ Европа биле формирани разни филеленски комитети кои собирале помош за грчките востаници. Првите 3 децени на 19-тиот век беа многу интересни за историјата на Балканот, бидејќи тогаш беше создадена автономната српска држава и независната грчка држава. Создавањето на независната грчка држава беше плод на грчкото востание, односно на борбата на грците за независност и многу повеќе на интервенција на 3 европски големи сили, Велика Британија, Русија и Франција, кои што има своји интереси во источниот Медитеран. Создавањето на новата грчка држава го наметна прашањето дали таа од почетокот посветувала внимание на Македонија. Кога во прашање грчката политика кон Османлиска Македонија, мора да имаме предвид дека во
првите 2, можеби 3 децении по создавањето на грчката држава, Грција немала некои големи територијални амбиции или некакви погледи кон Македонија и тоа е разбирливо. Евангелос Кофос во една своја статија забележал дека Крит, Епир и Тесалија имале приоритет пред Македонија. Тој исто така смета дека помеѓу грците во Атина во средината на 19. век имало слабо знаење за основните факти за состојбите во Македонија и на Балканот. Во новите држави не биле јасни границите на тоа што се сметало за нација. Дали границите на нацијата биле оние на новите држави или пак тие биле далеку поголеми. Влијателниот интелектуалец Клеоменис Икономос во својата брошура за задоволување на Турција или за војна против Турција истакнал дека истата ја посветува на целиот грчки народ во слободна Грција. Инаку во 50-тите години на 19-тиот век во Грција се водела дебата до каде се границите на Грција, дали се до Шар планина, дали се до Дунав, до Сава, некои иделе до таму што дури и Месопотамија врз база на античката традиција барале да влезе во рамките на современата грчка држава, меѓутоа поголемата источна криза која што завршила во 1881 година доаѓа до една промена во, така да се искажам, територијалните барања на Грција кога е во прашање Македонија, имено тогаш што граничуваат на една линија која што почнува од Охрид, оди спрема Крушево, се симнува кон вливот на реката Црна во Вардар и завршува во Неврокоп. Почнува да се говори дека таа е линија, граничната линија на античкото македонско кралство и дека само тоа е вистинска Македонија, таа треба да ја припадне на Грција. По поразот на Османлиската држава, со оној познат Сан-Стефански мировен договор, Русите објавија создавање голема бугарска држава или така наречена Сан-Стефанска Бугарија, во која што влегуваше најголемиот дел од Македонија, освен некои југоисточните делови кои што беа изземени. И на тој начин империална Русија или царска Русија настојуваше, бејќи Балканот беше посебно важно стратегиско подрачје или регион, да на тој начин преку Бугарија и Македонија излезе на Егејското море, односно на Средоземното море. По неуспехот да повлијае на руската дипломатија за откажување од Сан-Стефанскиот проект и да се застапи за ослободување и државна самостојност на Македонија, угледниот македонски представник, пратеник во Османлискиот парламент, Димитар Робев, отпатувал во Србија да бара Србија да се застапи за самостојна држава Македонија. На 14 мај 1878 година бил примен од председателот на владата и министер за надворешни работи Јован Ристич, кој веќе бил информиран за политичките акции што ги преземал Робев, дека сакал создавање независна Македонија. Ристич и неговата влада биле против создавањето на држава Македонија, колку и против Сан-Стефанска Бугарија. Било игнорирано и барањето поднесено на 12 јуни представници на македонските емигранти во Србија, архимандритот Сава на Конгресот во Берлин да ја предаде петицијата со 19 подпишани со молба да се представи желбата и молбата на целиот македонски народ за создавање автономна држава Македонија. На 24 јуни 1878 година председателот на српската влада Ристич до Берлинскиот конгрес упатил еден мемоар во кој што бара кон новата српска држава да биде припоена и територија од Северна Македонија, односно Крива Паланка до Кичево. За таа цел на Берлинскиот конгрес бил испратен архимандритот Сава како представник на Одборот за Стара Србија и Македонија, кој што како контра барање на рускиот проект за формирање на Сан-Стефанска Бугарија, поднел барање цела Македонија да и припадне на Србија. Нормално на Берлинскиот конгрес овие српски барања биле целосно игнорирани. Политиката на големата сила Русија не била во согласност со политиките на другите големи сили, во прв ред тоа се Австро-Унгарија, Германија,
Велика Британија, и тие со сите сили и средства закани економски мерки, политички, воглавно дипломатски, ја принудиле Русија да се откаже од овој Сан-Стефански договор и се организирал конгрес во Берлин. Имено од 13. јуни до 13. јули 1878 година е одржана Берлинска конференција, Берлински конгрес, на кој што резултира со подпишување на Берлинскиот договор и признавање на независноста на Србија, на Црна Гора, на Романија, на Грција, дел од територијалните проширувања се признаени како независна држава, а Бугарија е прогласена за трибутарно кнежество, односно за зависно кнежество од големите сили. За жал, Македонија не добила ништо со овој договор, иако во членовите 23 и 62 се предвидувала своевидна верска и политичка автономија за земјата. За Македонија беше целосно изземена со целата во рамките на сите природни, етнографски и географски граници, да остане во составот на Османлиската држава, со тоа што со членот 23 од Берлинскиот мировен договор беше предвидено да се воведе реформи, односно да добие статус на привилегирана провинција и да има посебен статут, како органски статут, како се велеше, со кој што ќе се регулира како ќе функционираат натре уредувањето на таа привилегирана провинција, или онај, така речеме, член 23, на кој што подоцна нашата револуционерна организација, нашите револуционерите се повикуваат како меѓународно правно признато право на автономност и на државност. Но без оглед на тоа што политиката не донела ништо добро за Македонија и за македонците, го имаме македонското востание, познато во историографијата и како крестенско, веднаш во октомври 1878 година, предводено од началникот на штабот на македонското востание Димитар Поп Георгиев Беровски и други негови следбеници, е кренато ова востание, жестоко задушено по кратко време, но останало како трага во историјата дека македонците не ја признале оваа дипломатија на светските сили и соседните држави во време на руско-турската војна и дека барале слобода за Македонија, барале слобода по примерот на војните што ги водела војската на Александар Македонски на територија на Македонија, која што земја е земја на славните словенски просветители Свети Кирил и Методи. Имено во правилникот на востанието, устројството на македонското востание, за прв пат имаме јасна пишуван документ од 1878 година, каде што стратегијата на македонското ослободително дело се проектира со внатрешни самостојни сили. Во 1880 година била издадена книга од Милојко Веселиновиќ насловена како «Историска студија» со тврдење дека србите од антика ја населувале Македонија. Владимир Карич објавил книга насловена како «Српска земја», во која ги представил границите на посакуваната Српска Македонија. Може треба се каже дека во време на Берлинскиот договор Австро-Угорија доби мандат да окупира Босна и Херцеговина и дел од Санџак и скоро се приближи до Македонија. Таа имаше перманентно следеше на политика и таа за продор на Балканот, за излез на Егејското море во Солун, или таа наречена германска политика за продор на истокот, или драк на хвостен. Значи продор на истокот, а Македонија имаше творедно стратешко и географско, и економско, и војничко значење, затоа што од Солун до Блискиот исток, до Азија, до Африка и ваму, Малазискиот дел, најкусиот поморски пат. И тука беа концентрирани и флотите. Во 1885 година, околискиот началник во Врање на владата и поднесол програма за ширење на српската идеја во Македонија и Стара Србија и предлог за основање во Врање таен одбор што ќе раководи со пропагандата. Владата на Милутин Гарашанин усвоила долгорочна државна стратегија за
зачувување и унапредување на српските државни, црковни и народни интереси во Турција. Раководењето со пропагандата го презело Министерството за просвета и црковни работи преку посебен оддел. Некаде во 1891-92 повторно се реактивира српско-грчките преговори за создавање на Српско-грчки сојуз. Меѓутоа, Грција имаше еден интерес, тоа беше критското прашање, отворено критското прашање и Грција настојаше тоа да го присоедини, се разбира, кон Грција. Меѓутоа, поради неможноста да се спогодат докаде чии интереси се во Македонија, тие преговара каде ќе действуваат грчката пропаганда, односно нивните пропагатори, докаде српската. Еден од начините за засилување на грчкото влијание во Османлиска Македонија била пропагандата на црковен и образовен план. Еден од начините преку кои што грчката држава се обидувала да ја засили својата пропаганда во Македонија и да стекне поголемо влијание било образованието, односно отворањето на училишта. Така во 1886 веќе имаме над 800 грчки училишта во Македонија, од кои што поголемиот дел се наоѓале во Јужна Македонија, односно во делот кој што денеска припаѓа на Република Грција. Меѓутоа, мощно голем бил бројот на грчки училишта и во територијата што е денеска Република Македонија, па така ни ги наоѓаме освен во Битола, Струмица, Крушево, дури на север до Скопје. Колкаво значење се придавало на Македонија можеме да видиме од зборовите на Драгумис кој што вели да ја спасиме Македонија бидејќи таа ќе не спаси нас. Именно понекогаш дури 75% од средствата кои што грчката држава ги одвојувала за пропагандни активности на османлиска територија оделе за Македонија. Не оделе за Епир, не оделе за Тесалија, туку оделе за Македонија. Зошто е тоа така? Многу едноставно. Поголемиот дел од населението во Османлиска Македонија, и особено во оние делови на Османлиска Македонија каде што Грција имала интерес, немал грчко етничко потекло. Исто така, не треба да се заборави и фактот дека Цариградската патриаршија на почетокот на 19 век веќе била целосно грцизирана, иако некои нејзини представници не заборавале на екуменскиот карактер. Дали тоа ќе биде преку образование, дали тоа ќе биде преку финансирање на лични потреби заради сиромаштијата на тоа население, дали тоа ќе биде преку финансирање на разни интернати кои што ги имала во Османлиска Македонија, тоа веќе не било толку важно. Важно било преку финансиски средства да се засврсти грчката идеја во Османлиска Македонија. Некаде било успешно, некаде било помалку успешно. Треба да се забележи формирањето на Цариградскиот силогос за ширење на грчката писменост во 1861 година. Тоа било првото здружение кое се бавело со пропагандна активност на образовно поле. Една од причините за формирањето на ова здружение биле активностите на македонските преродбеници. Негови клонови биле формирани во повеќе македонски градови. Пред европската и балканската јавност, Бугарија се обидувала да му даде бугарски карактер на македонското прашање и од национална и од државна гледна точка. Во 1883 година, бугарскиот министер за надворешни работи Константин Стоилов подготвил долгорочна програма на Бугарија во однос на Македонија и македонското прашање, според која владата во Софија требало да вложи поголеми финансиски средства во конституирањето на бугарскиот просветен систем во Македонија и да ја изгради потребната патна и железничка инфраструктура на бугарската држава за што подобро поврзување со Македонија. Точно е дека бугарските влади, бугарската држава биле помалку расположени за преговори за Македонија, за разлика од владите на Србија и владите на Грција. Тоа било резултат на посилните бугарски позиции во Македонија, па од тука Бугарија сметала дека била доволно силна за да освои што поголема територија од Македонија, ако не и цела Македонија. Меѓутоа, Бугарија не ги избегнувала целосно тие преговори и ги прифатила
а фактот што прифаќаш преговори кажува дека ти си подготвен да го делиш тој потенцијален плен. Па од тука можеме да резимираме дека и Бугарија била свесна дека не е толку мокна, дека тоа население во Македонија и не било баш бугарско како што таа тврди, за да може да ја освои цела Македонија, и била расположена за преговори со своите ривали за Македонија. Бугарија во овој временски период и понудила и план за заедничко дејствување во Македонија и на Србија, но поради предстојната меѓусебна војна, истиот пропаднал и не се остварил. Во 1896 година, од позиција на председател на бугарската влада, Константин Стоилов им понудил договор на Србија и Грција, според кој балканските држави требало да се заложат пред Отоманската империја на Македонија да и се додели автономен статус по примерот на островот Крит. Тоа требало да представува поволна позиција на Бугарија пред меѓународната јавност на македонското прашање да му даде бугарски карактер. Во 1895 година српската влада го искористила влегувањето на вооружените чети од Бугарија во Македонија, организирани од Софискиот комитет, предводени од офицери на бугарската војска, да протестира кај владите на европските големи сили, да се експонира како непосредно заинтересирана страна за случувањата во Македонија. Во почетокот на 1897 година, кога се заостриле османлиско-грчките односи во врска со островот Крит, српската влада на Ѓорđe Симиć извршила уште посилен притисок за бараните одстапки од владата на османлиската држава. Во почетокот на 1903 година, српскиот генерален конзул во Битола известил во Белград дека Македонската револуционерна организација го издигнала револуционерно знамето со девиза Македонија на македонците и дека се заканувало македонското прашање да влезе во завршна фаза на разрешување. Следувале настаните што силно ја загрижиле српската влада. Во Македонија било објавено Илинденското востание и создавањето на македонска државност. Британскиот весник Daily News на 12 август 1903 година ја пренесол изјавата на свештеникот Тома Николов во името на организацијата дека во Македонија борбата се води за создавање автономна држава. Во почетокот на октомври, европските големи сили објавиле интервенција за спроведување специјална програма договорена во Мирчтег во Австрија за спроведување реформи во Македонија, без да бидат запознаени владите во Белград, Атина и Софија, кои настапувале како заинтересирани страни. За време на Илинденското востание во 1903 година, Бугарија преку дипломатски средства се обидувала пред европската јавност да создаде впечаток дека се работи за бугарско востание. Од воена гледна точка, Бугарија не се вмешала во борбените дејствија на востанието во Македонија. По завршувањето на Илинденското востание во 1903 година, Бугарија се обидела да постигне договор во однос на Македонија и со Отоманската империја. Во контекст на таквата политика, владата на Рачо Петров во 1904 година склучила договор со османлиската држава според кој таа се обврзувала да спречи било какви дејствија од бугарска територија против отоманската власт во Македонија. Во исто време, бугарската влада склучила договор со Србија според кој се согласила да не се дозволи создавање на македонска држава во било каква форма, автономна или независна. Почетокот на Илинденското востание во Грција не предизвикало големо изненадување. Тоа што непријатно ги изненадило грчките политички лидери било учеството на патриаршиското население, македонци и власи во востанието. Кога ќе дојде до избивање на Илинденското востание, доаѓа до една помалку нелогична коалиција помеѓу Атина и Цариград, имено, односно Истанбул. Грците цело време поддржуваат Османлиската империја за да го задуши Илинденското востание. И секој би се прашал зошто е тоа така, па каде е балканската солидарност, православната солидарност, како што православните христијани покажа солидарност кон грчките востаници, зошто сега ја немаме во овој случај. Одговорот е многу едноставен.
Тоа востание беше против грчките интереси, како што и беше против османлиската власт. Меѓутоа, токму задушувањето на Илинденското востание возможи на грчката држава, заради војниот пораст на македонските востаници, на македонската револуционерна организација, и возможи на грчката држава да на некој начин да направи еден вид на мала војна интервенција кој што ќе започне во 1904 година, кој што грците нарекуваат македонска борба, со цел јужните делови на Македонија да бидат исчистени од четите на македонската револуционерна организација. И за таа нивна интервенција, исто така помалку чудна, има во некој случај поддршка од османлиските власти, на кој па им одговараше православните христијани меѓусебно да се судират. За да ја зацврсти бугарската пропаганда во Бугарија, владата во Софија формирала и така наречено второ политичко одделение при Министерството за надворешни работи, чија задача била само спроведувањето на бугарската политика кон Македонија. Во 1906 година, ова одделение подготвило извештај за состојбите во Македонија, во кој се потенцирало дека биле загрозени бугарските државни интереси и дека задача на бугарската влада била да докаже пред европската јавност дека барањата на вморо за автономија немале автохтон карактер, туку дека тоа било бугарска државна стратегија. За таа цел, Бугарското министерство за надворешни работи во 1907 година упатило писмо до владите на европските држави во кое ги известило дека Србија и Грција воделе борба против бугаризмот во Македонија и дека сакале да извршат поделба на Македонија на штета на бугарските државни интереси. И оно што е друго важно, големите сили ја поделија на Македонија на зони во кои што испратија своји цивилни војни представници, секој од нив си имаше своја зона на контрола. И сето тоа страшно ги исплаши овие Србија, Грција и Бугарија. Зошто? Затоа што тие го ценија во почеток како почеток на издвојување на Македонија, формирање еден систем натре кој што полека води кон автономија, а тие знаат сите помина од автономија до независна државност, и тие сметаат дека веќе сега со замешување на големите сили се става, така речеме, рампа на нивните територијални претензии во Македонија и настоја по секоја цена тоа да се спречи. Генералот Јован Атанасковиќ, министер за градежништво, ја презел задачата да создаде српска четничка организација за организирање и вооружување чети за дејствување во Македонија. Со четничката организација раководел главен одбор во Белград, а оперативните задачи ги извршувал одбор во Врање од офицери на српската војска. Во пролетта 1904 година започнало масовното навлегување и дејствувањето во Македонија на вооружените чети на српската четничка организација, истовремено со врховистичките од Бугарија и андатските чети од Грција. Српската влада на владата во Софија и предложила преговори за договор во Македонија. Веќе во почетокот на 1904 година интензивни српско-бугарски преговори се водат. И тие преговори беа прво за да се спогодат дека и едните и другите имаат своји интересни зони, за да не дојде до судир меѓу нивните пропаганди. И во 1904 година во април беше склучен српско-бугарски таен договор. Тие склучија неколку договори, јавен за таен за сојуз, имаше јавен, па за царински договори и така натаму. Особено ова година е важна, бидејќи до тоа време имаме енормно проширување на границите на грчката монархија. Имено тоа и ги принудило србите и бугарите да седнат и да разговараат. Иако во 1885 година, по битката кај Сливница во српско-бугарската војна биле толку големи разидувања, толку големи жртви, сепак кога станувало збор за македонското прашање и за интереси на овие две монархии, особено со територијалните проширувања на Грција кон север, тие нашле заеднички интереси и започнале контакти, разговори, преговори за
територијално проширување на територија на Македонија. За успехот на грчкото територијално проширување биле пресудни балканските војни, но и начинот на кој Грција била раководена од страна на еден нејзин способен политичар. Еден од најголемите грчки политичари во 20 век, Елефтериос Венизелос. Венизелос многу добро знаел дека со бугарите тешко ќе се договори околу Солун и делови на Македонија, затоа се уште додека трае првата балканска војна, тој веќе започнал да води преговори за сојуз со Србија. Против некого, против кого? Пред се против Бугарија, а во иднина доколку на Србија и биде потребно и против Австро-Унгарија. И оваа негова логика се покажала како многу исправна, бидејќи не можејќи да се договорат за поделба на поранешната Османлиска Македонија, балканските сојузници започнуваат прво меѓусебни недоразбирања, а во јуни 1913 започнува на така наречена меѓусојузничка или втора балканска војна, каде што грците добиваат тоа што денес го доби, односно Грција успева да го оствари тоа што сака, секако понекогаш коцките се сложуваат, понекогаш не се сложуваат, но во не е моменти кога било потребно на чело на грчката држава да има премиер кој што размислувал, Грција тоа го имала. За таа цел, овој политичар, кој потекнувал од Крит, навремено сватил дека вистинското место за реализирање на својата цел била Атина. Во еден говор пред членовите на владата, Венизелос нагласил дека Бугарија во војната ќе ја насочила својата војска кон Цариград. На тој начин, Грција би можела да се надева на Солун. И тука има една интересна епизода во напредувањето на грчката армија во Јужна Македонија, имено престолонаследникот Константинос, кој што ја водел грчката војска, како нејзин командант, му пишал во една телеграма на Венизелос дека после поразот кај Скопје главнината на османлиските војски се концентрира околу Битола, вика, и добро е, вика, од Кожани да грчката армија да заврти кон Битола и таму со една битка да решиме војната. Венизелос му вика, од војнички аспект тоа е логично, меѓутоа тоа би било кога ние и турците сами би биле во војна, ма сега имаме конкуренти. Затоа свртете кон Солун пред бугарите да стигнат во градот. И така навистина се случило. Грчката армија ќе сврти од Кожани преку Енидже, Вардар кон Солун. Солун ќе го добие без борба, бидејќи странските козули го советувале Таксим Паша да не го брани градот, бидејќи позицијата на османлиската војска била едноставно невозможна тоа да го стори, и грчката армија според некои мислења неколку часа, според други мислења еден ден пред одредени бугарски единици да влезат во Солун, влегла во градот и успеала да воспостави грчка контрола. По завршувањето на Првата Балканска војна и склучувањето на Лондонскиот мировен договор на 30 мај 1913 година, Македонија не добила државност, а нејзината територија била поделена помеѓу балканските сојузници. Бугарија окупирала поголем дел од источна Вардарска Македонија, Пиринскиот дел на Македонија и источниот дел од Егејска Македонија. Но Бугарија не била задоволна со ваквата поделба на Македонија и се подготвувала за нова војна против довчерашните сојузници за прераспределба на македонската земја. Таквата констелација на односите помеѓу балканските држави го трасирала патот кон Втората Балканска меѓусојузничка војна, која започнала во јуни 1913 година. Втората Балканска војна завршила со војнички пораз на Бугарија и склучувањето на Букурешкиот мировен договор на 10 август 1913 година. Согласно одредбите на договорот, Македонија повторно била поделена помеѓу балканските држави. Бугарија го добила само Пиринскиот дел на Македонија и Струмичката област. Српската влада во средината на декември 1914 година со Нишката декларација, Српската големодржавна програма ја преименувала во Југословенска.
објавила продолжување на војната за обединување, односно присоединување на сите југословенски земји во една држава, Велика Србија, со најшироки граници. Од 1916 година до крајот на војната, во Солун бил издаван весник Велика Србија. Во средината на 1917 година, по пресвртот во војната, со влегувањето на Соединетите Американски држави, владата на Србија во странство го активирала големо државниот проект за кралство Велика Србија. Во мај 1923 година со владата во Атина потпишала на 10 мај нова конвенција за српската слободна зона во Солунското пристаниште за период од 50 години, со што ја затврстила својата економска позиција на Егејското море, а со тоа и влијанието во Грција. До времено влошување на односите дошло во 1925 година. Владата во Белград остро реагира на признавањето од владата во Атина на македонско национално малцинство и објавувањето буквар абецедар за настава на македонски јазик под притисок од Друштвото на народите. Во почетокот на март 1934 година бил постигнат начелен договор. Веднаш потоа, на 19 мај во Бугарија бил извршен државен удар. Новата влада во Софија на Воениот сојуз и партијата Звено, под председателство на Кимон Георгиев, ја забранила и ја растурила организацијата ВМРО. Владата во Белград внимателно ја следела ситуацијата во Средна Европа. Со постапното преориентирање кон Германија, сојузништвото со Грција го губело до тогашното значење. На Грција и предстоела окупација и поделба. Во Белград биле реактивирани српските планови за излез на Егејското море во Солун. Со такви планови настапувала и владата во Софија. На 1 март потпишала протокол за пристапување на Бугарија на Тројниот пакт. Германската согласност за излез на Југославија на Егејското море била потврдена и документирана со доверлива телеграма од Рибентроп до председателот на владата Цветковиќ на 25 март 1941 година. Истиот ден бил потпишан протокол за пристапување на Југославија на Тројниот пакт. На 26 спрема 27 март во Југославија бил извршен државен удар, а новата влада под председателство на генералот Душан Савовиќ била пробритански определена. По државниот преврат Германија веднаш ја отпишала Југославија и одлучила да се ликвидира како држава. Тоа го искористила владата во Софија, за која договорот за откажување од претензиите на Македонија и вечно пријателство со Југославија немал никаква вредност. На 18 април 1941 година бугарската војска ја минала границата и до 24 април ја окупирала Македонија до линијата определена од Германија за нејзина поделба со Италија. Во Македонија започна оружената национално-ослободителна борба под раководство на македонските комунисти во составот на антифашистичка борба на народите на Југославија. Српски комунисти во раководството на Комунистичката партија зазеле став дека српскиот интерес налагал обновување на Југославија во предвоените граници, а со тоа и задржување на Македонија. Најдобро организирано да беше македонското ослободително револуционерно движење во рамките на кралството на србите и хрватите и словенци, односно на кралството Југославија, и многу и поповолни внатрешни состојби беа во рамките на Југославија, затоа што таа беше така составена од повеќе народи и со признат статус како што беа хрватите и словенците. И тука федеративната идеја беше многу посилно изразена и како програма. Важна промена настана, се разбира, со промените во раководството на Комунистичката партија на Југославија, доаѓањето на Тито, кога веќе и српските комунисти прифатија дека македонците се посебен народ, дека ти имат право на државност и на ослободење и така натаму, кое што за да се мобилизира, да се канализира и македонското ослободително движење во
таа антифашистичко движење на Југославија и во таа борба против фашизмот во рамките на антифашистичката коалиција. И се разбира кај нас уште на самиот почетку Покраинскиот комитет, тогаш уште Методије Шаторов Шарло, објавија дека ќе се води борбата во рамките, се разбира, на движењето во Југославија, меѓутоа дека македонскиот народ ќе се бори за своето право на ослободување и обединување. И тоа беше она што понатаму доведе до промени, притисоци и промени на раководството и канализирање повеќе на пројугословенско така партиско раководство. Во јуни 1941 година бил објавен почеток на оружена, ослободителна и антифашистичка борба на народите на Југославија. Српското комунистичко водство ја прифатило реалноста и ја признало посебноста на македонскиот народ. Антифашистичкото комунистичко собрание на Југославија на 27 ноември 1942 година издало проглас до народите на Југославија, следствено и до македонскиот народ, со повик за заедничка борба за ослободување и создавање братска државна заедница на Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и Македонија. Авној, на второто заседание на 29 ноември 1943 година, донесло решение за обновување на Југославија и нејзино изградување како федерација на рамноправни народи и со своја државност. И не случајно уште веќе 43-та година, летото, се создаде првата голема единица и почеток на создавањето на македонската армија и се разбира со една стратегија самостојна оружена борба да се доведе до крај, до победоносен крај и ослободувањето на Македонија и прогласување создавање на држава. Инаку паралелно за цело време се создава на слободна територија органи на власт. И така да веќе до летото на 1944 година еден најголем дел од Македонија, се разбира од овој дел на Македонија, беше ослободен и се вршеа подготовките за прогласувањето на македонската држава. По завршувањето на оружената победоносна борба во Македонија, АСНОМ на 2 август 1944 година прогласи конституирање на суверена македонска држава, Демократска Македонија, и донесе решение за стапување во Југословенската федерација на рамноправни народи заедно со Србија и другите федерални држави.